Со спектакуларна презентација достојна за отворање Олимписки игри, МАН во Билбао ја представи новата генерација камиони. Опфатена е целата палета, од дистрибутивните и средно тешки ТГЛ и ТГМ преку градежничкиот ТГС до долголинискиот ТГХ. Токму тој, како знаменосец на гамата на производителот од Минхен, ги предводеше активностите кои траја дури 5 години. Во целиот проект беа вклучени 2100 инженери поделени во бројни тимови според својата специјализација. Откако некои од нив ќе завршеше работата, иновациите беа имплементирани во постоечката гама, заради што сега изгледа дека нема многу што вистински ново кај представените камиони. За разлика од автомобилската индустрија, последни завршија дизајнерите кои ги обновија познатите кабини и го унифицираа нивниот изглед. Маската сега издолжена и визуелно интегрална, така што подсетува на муцката на лавот, заштитниот знак на МАН. Светлата се тенки, страничните мигавци уникатни, а ретровизорите големи. Се забележуваат бројни детали кои влијаат на аеродинамиката, како и новиот покрив и вратите. Внатрешноста е поинаку организирана со цел на возачот да му се обезбеди подобар простор за работа и предстој. Целиот амбиент е модерен, но сепак изведен во традиционален стил со едноставен и чист дизајн. Инструментаблата е дигитална, а рачната сопирачка електронска. Зад мултифункционалниот управувач, кој за полесно влегување и излегување се исправа вертикално, се наоѓа рачката на која се командите на менувачот. На неговото вообичаено место е дадено вртливо копче, како кај автомобилите. Но за разлика од нив, со него не се контролира се, туку класичните копчиња се задржани на местата на кои вообичаено треба да бидат. Тоа заедно со централниот екран, кој не е чувствителен на допир, е направено така за да не се одвлекува вниманието на возачот. За намалување на опасноста во вакви ситуации се грижи електрониката, која е присутна преку бројните системи за асистенција на возачот. Покрај автоматското запирање, тука се и системите за задржување на возилото во лентата на возењето и предупредување за возило во мртвите агли. Долгите светла се автоматски, а возењето низ град е побезбедно за пешаците и останатите возила заради електронската помош при свртување. Електрониката се грижи и за намалување на непланираните дефекти, за што е задолжен посебен телематски систем преку кој возилото континуирано се следи во фабриката. Кога ќе дојде време за некаков вид сервисирање, се известува собственикот кој навреме може да го планира користењето на возилото. Ни беше истакнато и дека 70% од програмскиот код е направен во сопствена режија, што значително го скратува времето за софтверска надградба на системите која се врши онлайн. Со нив во совршена интеракција работат Euro 6D моторите представени лани, кои штедат и до 8 од 100 гориво. На располагање се 3 6-цилиндрични агрегати со дури 9 различни моќности меѓу 330 и 640 конски сили. Ефикасноста ја подобруваат и оптимизираните оски и активниот темпомат, кој со помош на системот за навигација следи топографијата на теренот. Треба да се спомене и дека во зависност од моделот и условите на експлоатација, интервалот за промена на маслото е продолжен и до 140.000 километри. Во возењето со новиот TGX се забележува мекоста на ослонувањето кај моделите со класични листнати пружини. Тоа малку пречи на оштетен асфалт или при преминување преку лежечки полицајци на градските сообраќајници, но затоа на долги релации го намалува заморот на возачот. Тргнувањето на прв поглед делува некако забавено, но целосно товарениот 40-тонски влекач скоро незабележително ја постига својата брзина на крстосување.
Нашиот инструктор ни кажа дека така е заради подолгите преносни односи во менувачот кој може да биде од Scania или ZF. Прототипите на овој камион поминаа околу 4 милиони тест километри во секакви временски услови, па дури и на температури од минус 45 степени Целзиусови. Вкупно за развојот на новата генерација камиони на МАН му треба околу 12 милиони работни часа. Во целиот процес активно уште од самиот почеток учествуваа и корисниците. Во неколку наврати беа анкетирани околу 700 возачи и 300 сопственици на камиони од 16 земји ширум светот, од Норвешка преку Јужна Африканската република па се до Кореја. Нивните мислења, желби и потреби беа анализирани и во добар дел имплементирани во новите производи. Како благодарност, од МАН истакнаа дека им овозможиле да бираат меѓу 3000 нијанси на боја на кабините. Цената не ја споменаа, но кажаа дека досегашните модели паралелно ќе се произведуваат уште 18 месеци. Тоа значи дека во тој период може да се очекуваат уште некои подобрувања на новите камиони, како на пример додавањето дигитални ретровизори, што беше една од почестите забелешки што ја слушнавме од присутните на презентацијата.